антизападното, антинародното, антимакедонското раководство на ВМРО-ДПМН покажува голема, огромна нервоза и безочно лаже. Најостро ги демантираме изнесените лаги дека представници од мнозинството вршеле некаков притисок или пак на било кој пратеник, дека му се нудени пари, дека некој им се заканувал или ги уценувал. За изнесените невистини ќе поднесеме и соодветни тужби до надлежните органи. Овие огромни лаги, измислени од антинародното и антизападно раководство на ВМРО-ДПМН, во клучни моменти за иднината на Република Македонија, ќе мора да ги докажат на суд. Ваквото однесување на Христијан Мицковски и антинародното и антизападно раководство на ВМРО-ДПМН ги помина сите граници. Ова е нездраво, ненормално, особено за човек кој што е генерален секретар на најголемата опозицијска партија. Почитувани новинари, вие сте цел ден во собранието. Вие сте најголеми сведоци за атмосферата овде. Пратениците слободно комуницираат, разговараат, се движат низ собранието. Очигледно е дека антизападното раководство не бира средства преку кој ќе се обиде да ја блокира иднината на Македонија, ќе се обиде да ја блокира иднината на граѓаните на Република Македонија. Од овде, од храмот на демократијата, уште еднаш јасно им порачувам дека нема да успеат. Мицковски и Груевски немаат љубов кон Македонија. Тие љубат едноставно криминал. Тие се за сиромаштија, конфликт и криминал. Ние, со граѓаните на Македонија, сме за иднина, просперитет и економија. Почитувани, ги повикувам моите колеги пратеници од ВМРО-ДПМН да действуваат слободно и да се спротистават на антизападниот партиски играч Мицковски и антизападното раководство на ВМРО-ДПМН. Нито едно лажно обвинување, нито една лажна вест на антизападното раководство на ВМРО-ДПМН нема да ја закочи иднината на Македонија во патот кон Европската Унија и НАТО. Македонија го продолжува патот кон полноправно членство на ЕУ и НАТО, без разлика што тоа не му се допаѓа на Мицковски и на целото раководство на ВМРО-ДПМН. Ви благодарам. Седницата имаме известување дека ќе започне во 21 часот. Останува да се отвори дискусијата, да дојдеме до гласање и да видиме колкаво ќе биде мнозинството. Дали има? Седницата беше најпрво закажана во 12 часот, потоа се презакажа во 21. Правиме напори да обезбедиме на фер демократска атмосфера, да ги ослободиме колегите пратеници од ВМРО-ДПМН и од опозицијата, да буквално се ослободат и да действуваат и да гласаат слободно. Може ли да ни кажете на кој начин да се ослободат и на кој начин мотивирате? Ќе се ослободат на начин кога раководството на ВМРО-ДПМН нема да прави притисок за тоа дали ќе гласаат и како ќе гласаат. Ви благодарам, има други прашања. Апсолутно ги отврлам сите такви информации, не се точни. Пратениците, колку што јас знам и ги имам информациите дека се овде во собранието, така да останува да видиме, да почне седницата во 21 часот и да видиме како ќе се одвива целата седница. Се извинувам, не ви го слушна прашањето. Апсолутно, пријавените пратеници имаат право да дискутираат, останува да го видиме текот, почетокот на седницата, дали ќе останат на тоа дека ќе дискутираат или не.